Власта потврдува, ако не се постигне цензусот од 40% излезност на вториот круг од претседателските избори, повторно намаса ќе се отвори прашањето за менување на уставот. Она што пред неколку дена го откри премиерот, сега го потврди министерката за правда Десковска. Цензусот можел да го минира изборниот процес, па неопходно било менување на уставот преку две опции: бришање на цензусот и избор на претседател на државата во парламентот. Менувањето на уставот со цел да се олесни процесот на избор на претседател е нешто што е веќе препорачано од Венеција, од ОПСЕ, односно од наблюдувачката мисија. Значи има две опции. Едната опција е претседателот да се избира на непосредни избори без потребно мнозинство на излезност во вториот круг. Тоа значи кој ќе добие повеќе гласови победува и тука немате можност да минирате избори преку бојкот на избори, а другата опција е избор на претседател во собрање. Значи тоа се две различни опции кои што се можни и кои што постојат во компаративното право. За кабинетот на Заев, повторното менување на уставот била единствената солуција во случај на бојкот на изборите. Во изјава пред неколку дена, премиерот потврди дека лично Десковска му ги сугерирала овие две можности. Рената Десковска, како прв правник во мојата влада, ми вика: имаш избори повтарање, имаш можност да смениш устав и во него две подможности. Едното е да го тргнеш цензусот и другото е да бираш претседател во собранието. И што ќе мислам се? Нема жал, мислам како да има цензус. И ќе има цензус, верувам дека ќе го постигнеме. Зошто? Затоа што верувам во граѓаните. Инаку, токму идејата изборот на шефот на државата наместо да биде на непосредни избори, да се случува во собрание, беше на коалициониот партнер на СДСМ ДУИ, а ја поддржа и партиите од албанската опозиција, особено во пазарот за двотретинското мнозинство. По ваквите изјави на министрите, очигледно веќе е одобрена и од владата.